Здраво, здраво! Сезона 2 на Диетално максимално. Емисија број 2. Два водители и две екипи во трката за најдобриот резултат. Добре дојдовте. Здравјето не секогаш доаѓа од лековите. Најчесто доаѓа од мирот во душата, во срцето и во умот. Добре дојдовте во Диетално максимално. Денеска ќе зборуваме за обезноста, како проблем дека кај секого може да се надмине. Потребна е само желба. Ние како тренери ја имаме желбата да помогнеме преку персонални тренинзи. Сигурен сум дека желбата постои кај нашите кандидати. Сите имаат желбата, но колку од нив ќе бидат истрајни во подвигот кој ќе трае само 3 месеци? Ќе се сменат навиките, но не само за 3 месеци, туку за цел живот. А преку емисијата, потребно е да влијаеме позитивно кај вас, почитувани гледачи. Затоа следите не секој ден. Во нашето студио поканивме кандидати кои треба да не убедат дека тие се вистинските кои ќе бидат ставени во програмата за здраво слабење. Стручниот тим ќе го даде својот коментар, но и глас за секој одделно. Никому нема да му биде лесно, ниту на кандидатите кои стаса во нашето студио кои пред камерите ќе треба искрено да проговорат за проблемот со својата тежина, за здравствената состојба, како и за изворот на проблемот што се стасани до килограмите кои ги имаат во моментот. Оваа сезона немаме услов, но секако дека оние кои ќе влезат во шоуто, ќе треба сериозно да се испотат за да стасаат до целта. Да се запознаеме со дел од кандидатите кои се пријавија. Ги прашавме зошто се пријавија и колку време не се задоволни од сопствениот изглед. Последните 6-7 години осеќам дека качив, бев негде 90-95, сега сум преку 110 и од тоа сум незадоволен и затоа се пријавив, бидејќи гледам дека ќе има некоја, контрола над мене, дали здравствено, дали нутриционист со исхрана со ова, затоа што ја дома не можам тоа да го практикувам. Ќе седнеш, ќе се најдеш, ќе пинеш ракијичка, салатичка, ова јадеш и некако немаш некој осет за кога е крај да се најдеш и затоа јадам, а не се движам многу, само велосипедот, работата ми е таква, тоа е. А затоа се пријавив, викам ајде да видиме дали ќе успееме во таа работа. Откако ги накачив килограми, не сум задоволна, ама тоа не може така од еднаш ајде се ја пријави се и ослабни. Не може, тоа се знае дека треба малце подолго време да се помине. Имам колку време, више 5 години кога ќе симнам, може да качам 6, па да симнам 2-3, па да качам 10, па ќе симнам 2-3, значи све тоа варира. А не можам да си ја постигнам таа цел. Значи килограмите ме видеат највише зимно време. Мојата идеална тежина сум постигнала до 93, а сакам да ја добијам барам до 74, тука 75 кила. Јас така речено сум од роѓење ваков, не сум крупен. Значи, као тинеџер и као млад човек и као женец, значи, сум бил оваа состојба, мислам, не сум во кава, меѓутоа сум бил, според годините сум бил крупен дебел. Највише имам ослабнато у ЈНА, во војската, тогаш имам најголем успех у слабењето, веројатно ради тој режим тогашен. Имав ослабнато доста баги, дојдов слаб дома и тоа е, како се оженив, мислам дека уште повеќе почнав да нема физичка активност, покушавав со некои диети, не успевав и така да и ден денеска дојдов до оваа работа. Да, држев едно време диети, бев супер, но меѓутоа малце короната малку ме извади од колосех и тогаш бев доста ослабена, но меѓутоа после короната, пошто ја фатив и короната, си се опуштив и се почнав со тие грицки, смокички, ти реков ми рече, така да си ја вратив килажата. Обезноста не е само естетски видлив проблем. Тоа е медицинска состојба преку која се зголемува ризикот од други заболувања и низа на здравствени проблеми, како што се срцевите болести, дијабетесот, високиот крвен притисок и некои видови на карциноми. Дебелината може да се појави во било која возраст, дури и кај малите деца, но со процесот на старење, хормонските промени на малината физичка активност, расте ризикот за дебелење. Нашиот нутриционист Вероника вели дека постојат повеќе причини зошто некои луѓе имаат потешкоти да надминат дебелината.
обично тоа е резултат на вродени фактори комбинирани со фактори на околината, личниот начин на исхранување, разни видови на екстремни диети и намалена физичка активност, како и неактивноста. Обезноста е скриена болест, значи тоа е веќе здравствен проблем. Не е нешто што треба да се занемари. Од обезноста доаѓаат сите хронични болести и статистиките велат дека до 2030 година пола од светската популација веќе ќе биде со прекомерена тежина. Значи одиме натака. Веќе, бидејќи сите студии се направени во Америка, веќе 75% се тама, а од нив веќе 50% се диабетичари. Значи влече. И луѓето треба дефинитивно да се повеќе свесни дека не е окей да си прекумерена тежина ако им е мил животот. Искрено. И треба да гледаат дека не е тамо апче ќе се напијам да го намалам притисокот или било, дека треба да ја променат навиките, затоа што тие навики ќе ги трнат и медикаментите и така натаму и така. Значи обезноста треба да се посвети малце повеќе да се и едуцираат. Дури и младината. Повеќето студии велат дека дури најмалиот губиток на телесна тежина може да ги подобри или превенира здравствените проблеми што настануваат поради дебелината. Промените при начинот на исхрана, зголемената физичка активност, промените во однесувањето може да помогнат во намалување на телесната тежина. Обезноста веќе станува секојдневие на глобално ниво. Како голем фактор е и седентарната работа. Луѓе, мислам, силом прилики се седнати на компјутер, работат така, не мрдаат од столче по 7-8 сати во денот. Доколку е динамичната, зборам динамична умствено, доколку е таа работа, доколку има многу задачи кои што мора да се завршат во краток рок, кои што всушност се, луѓето се осврнуваат на храна која што е многу полесна и побрза да се изеде. Тоа вообичаено не е здрава храна, е високо калорична храна и затоа на глобално ниво моментално се соочуваме со сериозен проблем. Тоа е кој што дури ги нарушува сите функции на телото, што внатрешни, што надворешни, нели нормално, и не лимитира и при движење и ни го уништува организмот. И дури ги гледам и младите генерации веќе одат во една многу лоша насока. И се надевам дека тоа сега за брзо време ништо, Рим не е изграден од ден, нели? Се надевам дека ќе се смени некако и дека насоката на човештвото ќе се смени од тој аспект и дека луѓето ќе се освестат што е можно побрзо. И покрај генетските фактори за дебелината, начинот на живот постои метаболно и хормонско влијание на телесната тежина. Донесено зголемување доаѓа и кога се земаат повеќе калории, од што организмот може да потроши преку физичка активност и со секојдневните дневни активности. Во тој случај, телото ги складира вишокот на калории во масти, исхрана која што е богата со многу калории, како што е брзата храна и висококалоричните намирници водат до обезност. Обезноста е еден од најголемите проблеми на денешница, затоа имаме и многу луѓе кои што имаат зголемена телесна тежина. Тоа е поради исхраната која што се практикува во последно време, а тоа се должи на процесираната храна, храната која што е богата со масти кои што се неприродни, трансмасти, оние добиени со рафинирање, добиени на различни начини, не се со ладно цедење, и тука и ГМО храната која што нашиот организам не ја прифаќа и затоа се случува се повеќе и повеќе да добиваме луѓе со поголема телесна тежина, за разлика да речеме пред 30 на години кога ГМО храната воопшто не беше присутна во светот. За таа цел нели имаме и докази дека кај луѓето имаат најголем проблем со обезноста, тоа се Америка и Австралија, кај што најмногу се користи ваков вид на храна, и ние сме тука да им дадеме
практични совети, да ја дадеме совети на храна која што не ги содржи тие масти и не содржи ГМО храна, со тоа верувам дека ќе направиме еден добар резултат кај нашите кандидати и воопшто во луѓето кои што сите ќе гледаат оваа програма која што ќе биде на начин едукација за подобрување на нивното здравје и за намалување на овој голем проблем на денешницата обезност. Се смета дека дебелината се јавува кај повеќе членови во потесното семејство. Тоа не е само поради генетските фактори, туку поради сличните навики на исхрана и физичка активност. Исто така, недостатокот на сон или пак премногу сон може да доведе до зголемување на апетитот и дебелење. Стресни ситуации со внес на многу храна, особено висококалорична, секако дека многу лесно води до обезност. Обезноста дефинитивно стана медицински проблем. Не е само естетски дека луѓето доаѓаат само за да ослабат, туку дефинитивно е проблем на оваа наша нација. Но јас сум срекна како тренер покрај моето долгогодишно искуство дека луѓето стануваат све посвесни дека треба да обрнат внимание на своите здравствени проблеми, дека не само да посетуваат доктори, дека и сепак треба да почнат да се занимаваат со некоја физичка активност. Дебелината е проблем дури кај децата. Затоа и ние родителите треба да обрнеме внимание уште од самиот почеток од раѓањето на децата дека треба да ги научиме да се грижат за своето здравје, да имаат физичка активност, да пешачат. Супер е луѓето тоа што веќе почна малце повеќе да се занимаваат со физичките активности и дека научени се и наравочени и од оваа наша емисија Диетално максимално, дека луѓето гледајќи не од претходната и во оваа продолжуваат да се мотивираат да вежбаат, да сготват нешто интересно дома и дека имаат некакви резултати, иако не се во нашата емисија. Нашиот стручен тим имаше можност да ги запознае кандидатите прво во непосреден разговор со нив, додека го подготвувавме самото студио, а потоа и со детален разговор во студиото. Нашите Еми, Гаго, Вероника и Љупчо имаат задача да проценат дали оние кандидати кои ги одбра продукцијата се соодветни. Треба да направат информативен, подетален разговор за да ја дадат својата проценка. Емисијата ќе ја завршиме со очекувања. Што очекуваат кандидатите? Се надевам дека ќе бидам истрен и ако треба и ќе продолжам. Значи се ако се 90 дена ја би продолжил и 180 дена, само да биде се окей. Значи и здравствено и све да биде окей, ќе би продолжил. А само упорен ќе бидам и тоа гарантирам дека ќе бидам упорен, нема откажување. Очекувам да бидам искрена, да постигнам, да ги убедам жирито. Па ќе биде крајо, што ќе покаже. Па мислам, мислам дека ќе истрајам заради тоа со животот што многу пати ми задал некои тешки удари, па сум ја дигнала главата, мислам дека и сега ќе биде исто. Мислам дека ќе бидам доста истрајан, пошто голема е желбата да останам, мислам дека ќе бидам тотално истрајан. И во исхраната, и во вежбањето. Ке си ветам дека го овој пат стварно ќе се придржавам кон сето тоа што ќе се бара од мене, ќе дадам се од себе за да вежбам, за да да бидам послушна, да не избегнам од она како што си знам да избегнам. Ги запознавме дел од кандидатите и сега треба да слушнеме што ќе кажат членовите на стручниот тим. Дали за 3 месеци можеме да очекуваме резултати? Видете, за 3 месеци може да се очекуваат резултати. Меѓутоа, поважно на што треба да се осврнеме е дека за тие 3 месеци ќе се направи една навика, ќе се направат едни секојдневни промени кои што ќе не однесат во правиот пат, ќе не стават, затоа што за 3 месеци, знаете како, сте виделе примери, за 3 месеци можеме ние да ослабеме и 30, 20, 30 кила и супер, браво, мислам клиентот ослабел, го гледате за 6-7, гледате дека ги вратил килограмите што првично ги потрошил. Дефинитивно може. Не сум нутриционист кој што сака некој многу нагло да намали килограми, например 30-40, тоа е многу, прво не е здраво, но дефинитивно мора со физичката активност и со правилна исхрана за 3 месеца може да се има и до 15 килограми. Доколку си дисциплиниран, мотивиран и сакаш да постигнеш, имаш некоја одредена цел, може да се добијат
супер резултати. За 3 месеци може да се очекуваат одлични резултати ако ја практикуваат програмата која што ќе ја зададеме и ако се физички активни, ако пешачат доволно и ако ги користат советите на тренерите кои што ги имаме во оваа програма, мислам дека ќе имаат одлични резултати. Знаеме од минатата сезона, ја не бев дел од таа сезона, човекот изгубил околу 30 килограми, така да ние да направиме сега околу 20 и нешто да изгуби, јас ќе бидам задоволен лично затоа што сепак е тоа нели голема бројка и не треба повеќе од зависи нели од обемот на кој што го има кандидатот, меѓутоа колку и да е тој гојазен, колку и да има зголемена тежина, повеќе од 10 килограми не е ни здраво да се губи. Максимумот може да биде 10 килограми, така да според мене околу 20-25 килограми би била одлична бројка, ако постигнеме и 30, јас ќе бидам презадоволен. Ги слушнавме размислувањата и додека трае шоуто, дисциплина ќе има, но што по завршувањето? Ќе останат ли навиките потоа? Затоа што ние имаме метода на работење каде што го навикнуваме метаболизмот на еден здрав. Фактички ја менјаме базата на кандидатот, го менјаме метаболизмот, со тоа и го учиме на здрави навики. Тренинг програмата тренирањето е најтешко првите месец дена, како викаат првиот милион е тежок, нели? Значи понатаму е се полесно и полесно. Го учиме клиентот на здрави навики кои што понатаму ќе му служат цел живот. И сега знаете како мислат луѓе, 3 месеци пред свадба, еве иде свадба, иде лето, ќе ослабеме некои 15-20 кила, после поминала свадбата, поминало летото, пак се враќаме на истата килажа. Важно е луѓето да ги научиме на здрави навики. Значи промените мора да ги имплементираме секојдневно за понатаму во животот луѓето да се физички активни и дисциплинирани со храната. Бидејќи јас промовирам на мојата платформа, нели, јас нутриционист, јас зборувам за животен стил како начин на исхрана, но животен стил. Значи јас сите овие клиенти што ќе ги имам кандидати, ќе ги едуцирам. Каде што ќе им дадам план за исхрана, јас морам, затоа што тоа ми е пасија, да ги едуцирам за понатака, да продолжат да знаат како да ги балансираат оброците, како нели да ги комбинираат, што да јадат, што не, кога да имаат, така да си дозволат нешто друго и така натаму. Треба да си упорен и да продолжиш онаму каде што си застанал. Не значи дека ако тие 90 дена поминат, дека треба тука. Толку сме ги симнале килограмите и дека не можеме да ги вратиме. Да, напротив, можеш да ги вратиш ако се вратиш на стариот начин на живот, да не вежбаш, да не се храниш здраво, мора да се продолжи со било каква физичка активност, затоа и мислам дека и самата емисија за да ги мотивираме луѓето дека треба да се грижат за своето здраве. По тие 3 месеци самиот кандидат ќе треба да си створи некои навики кои што ќе треба да ги практикува и ќе може и уште повеќе килограми да изгуби доколку му е потребно и доколку е тоа неговата желба, па се надевам дека ќе бидеме во контакт со луѓето кои што ќе бидат дел од оваа програма и дека ќе бидат благодарни на нас и на целиот проект кој што го правиме заедно, нели и со продукцијата, со телевизијата и со сите останати надворешни соработници. Денеска зборуваме за обезноста. Една од причините е честото јадење на брза и процесирана храна. За секој оброк има своја здрава замена. Па така, популарната италијанска пица може да ја замените со кето пилешка пица. Нашиот фит гуру Мартин ќе ни подготви интересен оброк во продолжение. Сега ќе ви покажам едно брзо рецептче, кое што се вика кето пица и кое што може да го припремите за 15 на минути. И е многу вкусно. Ајде да одиме. Взимаме 3 јајца. Взимаме кашкавалче. И ова ќе ни биде, технички кажано, кората на пицата. Взимаме малце вегета. Мучка. И вака смесата, тоест кората готова, ја поливаме и ова ставаме да се испече.
на 180 степени некои 7-8 минути. Кората на пицата е готова. Го спремаме пица сосот. Земаме малце доматно пире, малце вода, вегета, малку орегано. Пица сосот го стураме во скората. И сега доаѓа најубавиот дел. Редењето. Ќе земаме печурчиња, мастинки, уште малце печурчиња затоа што ги обожавам и го земаме пилешкото што ни беше во ерфраерот. Го ставаме одозгора и ко за крај уште малце. Само малце. Или повеќе, кој како си сака. Доставаме од пица сосот што ни остана, орегано, и ова го доставаме уште некои 5 минути да се допечи. И после тоа може се јаде. И еве после 10 на 15 минути во резната извадивме пицата. Тотално здрава кето пица може да се јадете и да си наздравите со чашка винце, па се гледаме во наредната епизода. Cheers! Секојдневните рутини почнаа да ми стануваат секојдневни предизвици. Сватив дека очите помагала ми го отежнуваат животот. Затоа го направи вистинскиот чикор. Лазерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија со можност за плаќање на рати. Закажете преглед на 0800 301 30. Промедика офталмологија. Гледај подобро, живеј подобро. Твојата природна изворска вода во умна амбалажа. Таа е 100% рециклирачка. Мислиме на природата, на иднината, мислиме на тебе. Изворска. Лебот како важен дел од секој оброк треба да се избира внимателно. Тонус не содржи брашно. Се подготвува од цели изртени пченични зрна, без адитиви, конзерванси и вештачки ароми. Благодарение на патентираната технологија и уникатниот рецепт на Тонус, сега можете да уживате во најздравиот леб за вас. Тонус содржи витамини и минерали кои го зајакнуваат имунолошкиот систем. Тонус. Лебот на иднината. Урбана линија на твоето секојдневие. Оригиналност која плени со полна самодоверба. Направете промена и дајте му свежина на вашиот живот. Во центарот на градот, студио Cut and Cut. Очекувам дека ќе имаме интересна втора сезона на Диетална максимална и максимална возбудлива. Затоа гледајте не и утре, се гледаме. Ја ќе ви кажам кратко и јасно. Ви благодарам што не гледавте, се гледаме утре.